Темелите се од бетон, одлуките од храброст. Градиме објекти, рушиме предрасуди. Изборот на средно насочено училиште може да биде многу позитивно. Кога јас се запишав моето лично искуство, јас дојдов од гимназија, децата кои што беа запишани од средно насочено од градежно училиште, смер архитектура или смер градежништво, беа прилично поспремни од ниво на знаење кое што го носевме ние од гимназиското образование. Гледајќи ги колегите на факултетот кои што беа на стручно средно образование, сватив дека нивните предзнаења се понапредни од моите. Така да на сите млади кои што размислуваат дали да запишуваат средно образование стручно, јас би им насочила да почнат тие знаења да се ги добиваат уште во средно образование. Кога се запишав на факултет, ние цртавме со рака и цртавме со рапитографи. Сега наместо тоа да го правиме со рака, го правиме користејќи компјутер и цртежот многу полесно го адаптираме и го преупотребуваме. Меѓутоа, самиот софтвер не го дава решението повторно го дава инженерот кој што работи. Геодезијата е и тесно поврзана со модерната технологија, мора да се следат трендови, се работат различни софтвери, различни алатки кои што служат за визуализација и анализирање. Исто така алатките кои што ни се за компјутерска обработка на секакви податоци, меѓутоа сите резултати кои што ќе ги добиеме на самиот крај и одлуките кои што треба да се донесат, треба да бидат донесени од човечки фактор. Но креативноста во нашата работа е неизбежна, особено делот кога се прават визуализациите на веќе обработените податоци, кога се моделираат тие 2D и 3D модели, тогаш креативноста е достигнува на некое повисоко ниво. Самото инженерство значи решавање на проблеми. Инженерите се луѓе кои што решаваат проблеми од различна област од животот. Така да креативноста е голема. Напорот, мислам дека не е во инженерската работа, повеќе во координација и во однос со заедницата, со останатиот дел од луѓето кои што не се инженери. Уште од малечка знаев дека ќе се запишам тука и дека ќе дојдам тука. Најмногу што ме фасцинира кај архитектурата е тоа што можам да се изразам својата креативност, бидејќи е многу креативна работа и дека всушност создавам простори кои се користат и во реалниот свет и се многу практични. Јас и од мал сум бил заинтересиран во високо градби и општо за градежништво и за како работи статиката од се тоа. Кога видов дека имам опција да учам за градежен техничар и понатаму инженер, мислам дека стварно ме повлече таа одлука и морав да изберам. Многу ми намисла дека архитектурата всушност е само цртање и дизајн, но таа вклучува многу планирање, тимска работа, многу пресметки, многу знаење. Колку фактори стварно влагаат во влијание кога се проектира и кога се изведува некој објект. Не е само, да се стави малтер и потоа имаме зграда, туку влагаат разни фактори влијание кои јас никогаш не сум помислил дека ќе мора да мислам на тоа. Практичната настава исто така не е одлична, бидејќи цело време одиме или на градилиште и гледаме како се прават некои објекти и тоа што го учиме, знаеме всушност што е. Повеќе пати ми имаат однесено на терен, дали тоа ќе биде на ниско градба или на висока градба, и многу подобра представа имам добиено за работата кога веќе сум ја видел уживо и многу повеќе ми има повлечено откако веќе отидов на пракса. Промената започнува од првиот чекор на градилиштата, да ги кренеме зидовите на знаењето, да ги срушиме стереотипите, да изградиме иднината.